Бактеријата Салмонела е причинител за масовното труење со храна кај вработените во прилепската компанија Микросам, според првичните епидемиолошки анализи од Центарот за јавно здравје во Прилеп. Здравствените тегоби кај работниците се појавиле откако конзумирале оброк доставен од кетеринг фирмата со која соработувале на 29 јуни, кога на вработените им биле понудени макарони со јајца и изварка. Од вкупно 58 работници кои го конзумирале овој оброк, кај дури 44 лица се појавиле симптоми на труење. 6 од нив биле хоспитализирани во Прилепската градска болница, додека останатите поминале со полесна или средно тешка клиничка слика. Општо е познато дека овој вид бактериско труење најчесто се поврзува со употреба на сирова или недоволно термички обработена храна од животинско потекло, како што се месото, јајцата, млекото и нивните производи. Наглиот почеток, брзото достигнување на максимумот на заболени и потоа наглото опаѓање на бројката покажуваат дека станува збор за еднократна изложеност на контаминирана храна. Од земените 23 примероци од заболените, кај 11 лица веќе е потврдено присуството на бактеријата Салмонела. Иако се чекаат конечни потврди без оглед на резултатите, храната останува главниот сомнеж за појавата на труењето. Веднаш се земени примероци од готовиот оброк. Резултатите од испитувањата во микробиолошката лабораторија при Институтот за јавно здравје во Скопје дополнително треба точно да покажат дали храната директно ја содржала бактеријата. По пријавувањето на случајот извршен е вореден инспекциски надзор во соработка со Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Агенцијата за храна и ветеринарство. Во меѓувреме, и кујната на кетеринг фирмата и мензата во компанијата остануваат затворени, се додека Центарот за јавно здравје не ги достави конечните лабораториски анализи. По финализирање на извештаите, државните инспекторати ќе ги преземат соодветните законски и прекршочни мерки против одговорните субјекти.